Премиерот Ковачевски дава клучни министерски позиции во замена за спас на владата и парламентарното мнозинство, кое ќе се засили за само 4 пратеници, ако Алијанса за албанците влезе во коалицијата, а алтернатива ја напушти. Преговорите за проширување на мнозинството се пред сам крај, а денеска се очекува Алијанса да ја донесе конечната одлука по понудата на Димитар Ковачевски за челните места во Министерството за здравство, правда и вице-премиерското место или министер за информатичко општество. Вечер ќе заседава и високото раководство на социјалдемократите, каде лидерот на партијата ќе им соопшти на членовите детали од преговорите. Дека е неизвестно останувањето на алтернатива во владата покажува и одговорот од кабинетот на председателот Африм Гаши. Конечна одлука ќе донесат дури откако Алијанса официјално се приклучи кон владата. Партиските органи ќе донесат конечен став откако ќе се формализира новата коалиција. Таравари би требало да ги добие Министерството за правда, каде на местото на Тупанчевски ќе дојде актуелниот член на Државната изборна комисија Кренар Лога. Ќе го добијат и здравство, каде на местото на Беким Сали од алтернатива ќе дојде инфектологот Фадел Цана. Во зависност од одлуката на алтернатива дали ќе остане во владата или не, може да добијат и трето министерско место, она во информатичко општество, каде што шеф е Адмирим Алити. Ако партијата на Африм Гаши реши да остане во власта, тогаш е можно вице-премиерското место за економски прашања да го загуби Фатмир Битики од СДСМ, за да бидат задоволени барањата на Алијанса за албанците. Тие ќе добијат и заменици во земјоделство и одбрана, и двајца државни секретари во труд и социјала и уште еден ресор кој дополнително ќе биде утврден. Се шпекулира дека директори ќе добијат во Пошта, МЕПСО, Државниот просветен инспекторат, Агенцијата за управување со одземен имот, заменици директори во Царина, УЈП и СМ.